Вести на Канал 8. Добар ден. Од почетокот на оваа недела започна да важи примената на нова методологија за определување зони и пресметковни бодови за утврдување на пазарната вредност на зградите и другите градежни објекти во општина Кочани. На последната седница на Советот, усвојувањето на одлуката помина во расчистување на дилемата дали тоа ќе донесе зголемени давачки за граѓаните. Од 2 јуни во Кочани започна да важи новата методологија за пресметување на вредноста на зградите за живење и другите градежни објекти. Со неа градот е поделен во 5 зони со различни бодови според кои се пресметува вредноста на објектот. Ваквата новина помина скоро нечујно, откако кочанската јавност беше преокупирана со информациите за покачувањето на цените на водата за пиење и канализацијата, но и со воведувањето на наплатата за паркирање. На последната седница на Советот, при разгледувањето на одлуката за примена на новиот начин за пресметка на пазарната вредност на градежните објекти, беше побарано објаснување од општинската администрација, што ќе значи воведувањето на новината. Одлуката за утврдување на просечна пазарна вредност на градежните објекти мораше да се промени, бидејќи во делот на преамбулата требаше да се усогласи со новата законска регулатива и во еден член да се поврзе едноставно методологијата и зонирањето со просечните пазарни вредности. И покрај деталното објаснување што ќе значи примената на новата методологија, меѓу советниците се појави дилема дали таа нема да доведе до зголемување на давачките за данок на имот, што граѓаните го плаќаат на општината. Директно ќе се бркне во джебот на граѓаните. Најголем дел ќе го почувствуваат преку данокот на имот, значи со оваа одлука ќе имаме нов начин на пресметување на данокот на имот. Со оваа одлука од сега па натаму, значи и дворното место кое што го користат граѓаните ќе биде вклучено во пресметката на данокот на имот и тоа ќе представува дополнителен товар на граѓаните. Ако до сега плакале 1000 денари на годишно ниво, со новата методологија да ги поедноставиме работи и да бидеме јасни во интерес на граѓаните колку би сега плакале. Нашите анализи покажуваат дека во 5-та зона вредноста на градежното земјиште утврдена со претходната методологија изнесуваше над 20 евра во денарска противвредност, меѓу 20 и 25 евра. Сега е 3. Да? Значи ние ќе имаме намалување на пригоди. Друга е работата дека ова ќе повлече финансиски импликации во делот на данокот на имот. Сепак, појаснувањето од Мехмет не ја намали тензијата во дискусиите на советниците од опозицијата, според кои ова е само прикриен начин да се обезбеди зголемување на приходите на општината преку повисок данок на имот. Луѓето што поседуваат двор 500 квадрати и куќа 200 квадрати и живеат на село, значи ли тоа дека сега ќе плаќаат двојно, тројно повеќе или народски преведено, како што вие сега кажете, прва зона и втора ќе се безбедни, помалку ќе плаќаат, народски преведено, поградовски. Дали стапо ќе го јадат само тие што живеат на село? Облогот за 2015 година веќе ќе имаме нов испеглан и усогласен закон кој нема уопште да ги погоди граѓаните на општина Кочани. Не знам, се смеете, ама овде манипулирате со покачување. Ви кажа колегата ова, Суат Мецмет, дека во руралните, ова, точно во селата ќе има намалување од 20 на 5 евра ќе видела. Значи, то не е зголемување на вредноста на градежните објекти и на градежното земјиште, е драстично намалување. Колега Спирко Ѓоргиев, не демантираш, туку сакаш да извадиш само еден сегмент од нашата дискусија. Значи, конкретно, секој кој што живее во град Кочани, до сега е плаќал данок на имот само за куќата, од 2015 ќе плаќа данок на имот и за куќата и за дворот. Значи ќе има логички зголемен на сума на данок на имот. Тоа сакаме да го кажеме и ние сме против тоа. Од целата оваа дискусија произлегува еден заклучок. Значи помалку ќе плаќаат оние кои што купуваат земјиште, ќе се намали таа ставка, додека народот кој што има имот и има дворови, значи неговата ставка на данокот на имот ќе се зголеми за толку колку што ќе му оценат дека има дворно место.
тоа е целата оваа дискусија, многу работи се кажа конфузни без да се појасне што е, како е, зошто е. Суштината е дека се планира зголемување на сметките на данокот за имот и тоа токму за дворната површина како ќе биде. За крај од дискусијата, од општинската администрација дадоа објаснување дека покачување на данокот на имот можело да има, но сепак тоа не би било многу големо. Во даночните решенија што ќе ги добивате, вредноста на градежниот објект ќе биде посебна, а дворното место кое ќе се третира како градежно земјиште ќе биде посебно. Разликата на сегашната вредност со решенијата што ќе ги добиете може да биде минимална. Сигурно проценката, нели, кога се прават повеќе пати проценка, ќе има некоја разлика. Меѓутоа да биде драстична, дека ќе бидат задолжени граѓаните со некоја не знам каква сума, нема да биде. Со одлуката за определување зони и пресметковни бодови за утврдување на пазарната вредност на зградите и другите градежни објекти, во првата зона нивната вредност ќе биде 200 пресметковни бодови по метар квадратен. За втората зона тие ќе изнесуваат 150, за третата 120, за четвртата 100 и за петата зона 80 пресметковни бода. Вредноста на еден бод е 1 евро, а примената на методологијата веќе започна со усвојувањето на одлуката од страна на Советот на општината. Виница започна со 24-часовно селективно собирање на отпад со електрична и електронска опрема. Наскоро ќе бидат поставени пунктови и во останатите населени места во општината. Виница започна со селекција на отпад од електронска и електрична опрема. Собирниот пункт се наоѓа во комуналното јавно предпријатие Солидарност. Станува збор за мерка од неодамна усвоената програма за управување со ваков вид на отпад од страна на Виничкиот совет. Отпад од електрична и електронска опрема се подразбираат следните категории на отпадна опрема. И тоа: големи домашни апарати, мали домашни апарати, опрема за информатичка технологија и телекомуникација, опрема за широка потрошувачка и забавна електроника, опрема за осветлување, електрични и електронски апарати, освен големи неподвижни индустријски уродија, електрични и електронски играчки и опрема за забава и спорт, медицински апарати, овде не станува збор за апаратите кои може да предизвикат несакани последици, односно радиација или инфекција, инструменти за следење и контрола и секако и разни видови на автомати. Од комуналниот инспекторат велат дека ваков пункт ќе биде поставен и во другите населени места во општина Виница. Исто така се планира со граѓаните да бидат известени со сметките за вода, за како вид на отпад се станува збор и дека истиот може да го депонират, како што реков, во јавното комунално предпријатие Солидарност Виница. Општина Виница веќе една година врши селективно собирање на отпад. Нешто поназад во истата фаза е општина Кочани. Отпадот не е само обичен отпад. Многуте различни компоненти кои може да се најдат во него отвораат едно сосема ново поглавје, па наместо тоа едноставно да се исфрла на депониите, може да се употреби или рециклира и повторно да се вклучи во економијата. Со рециклирање не се дозволува отпадот да остане долго време на депониите. Тоа значи дека се спречува отровните материи кои ги содржи да се ослободат во атмосферата или да навлезат во земјата и да предизвикаат несакани последици врз животната средина и здравјето на луѓето. Општина Кочани го објави тендерот за избор на изведувач за изградба на нов бунар за водоснабдување од местноста Градовски Орман. Ќе се вложат околу 50.000 евра, а инвестицијата е дел од втората фаза на проектот за инфраструктурни објекти, што во општините од источниот регион финансиски ги помага швајцарската влада. Близу 3 милиони денари ќе вложи општина Кочани за копање нов бунар во местноста Грдовски Орман во рамки на системот за водоснабдување на градот и неколку населени места. Според планскиот проект, бунарот треба да обезбеди нови 30 литри вода во секунда, со што ќе се реши проблемот со водоснабдувањето за наредните 10 до 12 години. Парите за инвестицијата се обезбедени од донацијата на швајцарската влада, како дел од втората фаза за изградба на мали инфраструктурни објекти, откако претходно успешно беше завршен првиот дел за реконструкција на цевководот и пумпите. Условот што го определи донаторот е проектот да се реализира до крајот на 2014 година.
За да го запази рокот, локалната самоуправа веќе распиша тендер за избор на изведувач на градежните работи, а пријавувањето на заинтересираните ќе трае до 11 јуни. Одлуката за изградба на новиот експлоатационен бунар во местноста Грдовски Орман ја донесоа граѓаните на форумските сесии од проектот за управување со речниот слив на Брегалница, а како дел од малите проекти по сливното подрачје на реката. Последен пат во нов експлоатационен бунар за вода за пиење, Водовод инвестираше во 2009 година, кога се обезбедија 30 литри вода во секунда, за да се задоволат потребите на граѓаните од највисоките зони во градот и во населбата Бели. Втор ден од екстерното тестирање на учениците во кочанските основни и средни училишта помина без проблеми. Во виничките пак тестирањето задоцни заради затајување на технологијата. И вториот ден од екстерното тестирање помина без проблеми во кочанските училишта, информираат директорите. Во Виница пак се полагаше во двете основни и гимназијата Ванчо Праќе. И таму, согласно истакнатите списоци, учениците беа воглавно одговорни кон оваа обврска. Отсуството беше речиси минимално, но зата и технологијата и во некои од училиштата тестирањето доцнеше. Но сепак предвидената бројка на ученици ги помина тестирањата, информираа од училиштата. Во сите училишта во Виница беше распореден само по еден надворешен наблюдувач, а државниот просветен инспектор Зоран Ѓоргиев направи обиколка низ сите училишта во општината. Согласно списоците кои се истакнати на училишните врати, утре продолжува третиот ден од тестирањето. Резултатите ќе бидат објавени на крајот од месецот. Евана организира практика за средношколци. Практиканска работа овој месец ќе имаат можност да посетуваат средношколците од електротехничките училишта. Обуката во Евана се организира втор пат. За разлика од минатата година, кога во пилот проектот беа вклучени учениците од електротехничкото училиште Михајло Пупин од Скопје, годинава практиканска работа ќе посетуваат и ученици од средните училишта од Кочани, Куманово и Гостивар. Практикантите ќе бидат менторирани од искусни професионалци во областа. За секој практикант е предвидена програма за учење, обука и работа, што е во согласност и со наставната програма за практична настава во Центарот за стручно образование и обука на Република Македонија. Општинскиот центар за социјални услуги при општина Кочани организираше средба на ромите со социјално загрозен статус со доктор Елена Тортевска Данилова од Советувалиштето за сексуално и репродуктивно здравје при Центарот за јавно здравје Скопје. Средбата што ја организираше Општинскиот центар за социјални услуги, овој пат социјална група припадници на ромската етничка заедница со низок социјален статус, беше замислена како предавање и едукација со дополнителна дискусија и одговарање на прашања и дилеми во врска со темата, поврзани со сексуално преносливите болести и репродуктивното здравје. Во склоп со Центарот за јавно здравје и со општината, секој ден функционира советувалиште за сексуално преносливи болести и репродуктивно здравје. Значи функционираме од 12:30 до 3. Значи сите кои што сакаат да дојдат, да не посетат или имаат било какви прашања, проблеми, отворени сме, јас или моите колеги, меѓутоа во главном нели јас сум таму за било каков совет. Освен за сексуално преносливите болести и репродуктивното здравје, дел од предавањето и едукацијата беа посветени на други заразни заболувања. За хепатит А и за туберкулозата. Во соработка со општината овој проект го работиме. На средбата изостана очекуваниот одзив. Иако поканите беа доставени лично, дојдоа само неколкумина од повиканите. Православните верници на 3 јуни го празнуваат празникот посветен на Светиот Константин и Елена. По тој повод во храмот Свети Велико Маченик Ѓорѓе во Кочани се одржа света божествена литургија. Царот Константин и царицата Елена имаат голема заслуга во признавањето и ширењето на христијанството. Светата црква ги прогласила за светители и рамноапостоли, што значи рамни на апостолите. Царот Константин спаѓа меѓу најзначајните личности во историјата на човештвото, бидејќи по подолго прогонување на христијанството, тој е првиот владетел на големата римска империја што ја признал оваа вера.
Посебно значајно за овој ден е тоа што царот Константин со познатиот Милански едикт во 313 година дава слобода на вероисповедување и до таа година црквата, Христовата црква, православните, односно христијаните во тоа време биле прогонувани, мачени, изложување на мачење и на подвив. И со давањето на едиктот добиле слобода на вероисповедување и јавно се декларирале како православни. Светата царица Елена е онаа жена која што го нашла честниот Христов крст, односно кога била на поклонение во светата земја, отишла на местото Голгота и ги нашла трите крста, Христовиот и двата други на разбойниците, и кога се прашувала кој е крстот на кој што бил распнат нашиот Господ и Спасител, токму во тоа време поминувала една поворка со мртовец, и кога ги доближили крстовите на разбойниците, не се случило ништо, но кога го доближили Христовиот крст, мртовецот воскреснал, со тоа знаеле дека токму тоа е Христовиот крст. Култот кон Константин и Елена почнал да се шири во 4 век, а во црковните песни царот Константин се споредува со светиот апостол Павле. Верниците празникот го празнуваат како куќна слава, а оние кои го носат името на рамноапостолите го слават својот именден. В четврток во 19:30 во салата на спомендомот Асном, основното музичко училиште Ристо Јуруков ќе го прослави патрониот празник. Во чест на 87 години од раѓањето на основачот на училиштето Ристо Јуруков, на концертот ќе настапи гудачкиот оркестар од музичкото училиште Адам Јено од Сигенцен Миклош, Република Унгарија. На програмата се настапи на учениците кои завршуваат прво оделение, на детскиот хор и училишниот хор и оркестар под диригентство на магистер Марија Лазарова. Концертот започнува во 19:30. Влезот е слободен. И за крај спортската информација. Младите на Слога, најдобри во регионот и предпоследно коло во женската лига се последните настани од спортот. Одржан традиционалниот македонски бисер. Младинската школа на фудбалскиот клуб Слога 1934-та, генерацијата 99-2000-та, е победник на завршниот турнир на Младинската лига во источниот регион, со што се пласираше за учество на државниот турнир, што ќе се одржи во Скопје. Како лидери на истокот, фудбалерите на Слога ќе ги одмерат силите со останатите финалисти од западниот, северниот и јужниот регион. Надпреварите ќе се играат на терените на Фудбалската федерација на Македонија в среда со почеток во 15 часот и 30 минути. Екипата од Виница представуваат 16 фудбалери предводени од тренерите Столе Ѓоргиев и Благој Димитров. Викендов се одигра надпреварите од 21-то предпоследно коло во женската фудбалска лига. Резултати: Речица Иднина с 2:4, победа Куманово Билјанини Извори 15:0, Тиверија Топгол 6:0, Борец Ас Юнајтед 3:2, слободни беа екипите на Кочани и Конзули. На првото место екипата на Кочани со 54 бода, пред Младост Иднина С и Тиверија со по 48, Конзули е четврти со 39, Борец пети со 24, следуваат Речица, Ас Юнајтед, Топгол и победа Куманово, а последен без бодови е бранителот на титулата Билјанини Извори. Од 30 мај до 1 јуни се одржа традиционалниот боречки турнир Македонски бисер. Годинешното беше 38-о издание на турнирот. Од боречкиот клуб Спартак од Кочани годинава во Скопје немаше надпреварувачи. На тениските терени на Акватен се одржа традиционалниот тениски лекарски турнир 2014. Настапија 16 надпреварувачи во две дисциплини, мечеви помеѓу лекари до 50 години и над 50 годишна возраст. Победник во првата категорија беше доктор Сашо Петличковски од Скопје, додека во втората доктор Лјупчо Милановски од Пробиштип.
завршија вестите на Канал 8. Ви благодариме што бевте со нас. Довидување.